Господине заменик министер, просечната плата се покачува затоа што се испуштаат куп луѓе од ниско доходовните дејности во Република Македонија. Дефинитивно од вашава реплика заклучокот кој што секој што следи денес расправа може да го донесе е дека ние и вие не живееме во иста земја и дека не ја гледаме, односно не ја гледате реалната ситуација во која што живееме. Господине заменик министер, последните податоци кажуваат дека во Република Македонија има 60.000 нови невработени лица, кои што биле вработени и останати се без работа. 60.000. Во овој период 6.200 фирми се со клуч на вратата затворени. 6.200 фирми. Господине заменик министер, пола милион граѓани во Република Македонија, пола милион граѓани. Информациите кажуваат дека се водат како сиромашни граѓани, односно пола милион граѓани во Република Македонија, според Завод за статистика, го поминуваат денот со 2 евра. И дефинитивно не живееме во иста Република Македонија. Од она што вие го кажувате, заклучокот е дека почитувани сограѓани, почитувани естрадни уметници, почитувани земјоделци, дека владата ви помогнала безпрекорно многу, дека живеете идеално и за жал не можеме да ги разубедиме во сликата која што си ја имаат во нивната глава, дека во Република Македонија цветаат рози и се розово. Ако потраат овие луѓе уште малку, за жал, судбината не знам на сите каква ќе ни биде. Благодарам.